Втора категорија – програми што може да ја вознемират малолетната публика. Се препорачува надзор од родител-старател. Драги мои пријатели и пријателки, добро вечер и добре дојавте. Уште едно издание, Јади Бурек. Вечерва ќе ги отвориме телефоните и ќе поразговараме со вас околу актуелностите, вашите размислувања, вашите согледувања или вашите граматуршки соображенија, што обично нели луѓето кои малку си сакаат поише ракијичка, немаат што попаметно да кажат, немаат секс одамна, а не спеат да писнат на својот локален шеф. Затоа сум јас тука, слободно истресете се. Но оние што малце се позагрижени или малку повеќе ја следат ситуацијата, за нив имаме неколку интересни работи. Прво би сакал да кажам дека во Македонија вечерва е вистинска јагма или калабалак или турканици и редици на бензинските пумпи. Ова е фотографија која е снимена овдека во непосредна близина на бензинската пумпа на Окта. Колоната која е од лева страна се протега до зад семафорите и се чека на ред да наполнат гориво, бидејќи горивото ќе поскапува вечерва од полноќ. Еве едно... Интересно, не можам ни ја да го отворам видео. Не знам за што се работи. Може би подоцна ќе го пуштиме на... Ајде, уште еднаш ќе ти го препратам, па може би тоа ќе го како илустрација. Добра, еве, сега не, видео couldn't be played, try opening in other apps. Ајде. Не може ни со ова. Да, во право си, не знам што формат успел да сними мојов мобилен телефон, иако репродукцијата тука е добра, ама малце е глупо да ви пуштам на горна камера, ама и така, нека биде. Еве како од прилика изгледа, нема време, ова е 5 минути пред да дојдам во емисија снимено. Немавме време да го трансферирам на мојот компјутер. Значи колона од возила, а вака вела дека е скоро на сите бензински пумпи. Најавата е дека горивото ќе поскапи за 10 денари, но јавноста не верува и оди да наполни, да направи резерви. Сега, драги мои, неколку совети од паталец или човек кој е во автомобил уште од 1979 година, а шубаво, можете да ми земете оттисок од мобилниот. Возам од 79-та, така што знам што е криза, да нема бензин, да нема гориво и да се чека. Неколку пати ми се случувало во животот. Првиот пат со моето драго Фичо, искушенијата доаѓа од златното време на Тито, кога моравме да возиме пар-непар, па крадевме купончиња, па крадевме таблици и се снаоѓавме за да можеме да ги користиме автомобилите. Второто исто така во златното време на Тито,
кога имавме купони за гориво, Тие купони, нели, во традицијата, бидејќи ние македонците многу го сакаме Тито и све што било у негово време било многу убаво, така што негдека почеток на 90-ти години ни се случи, кога нели првиот ВМРО стана премиер на Македонија, господинот Никола Клюсев, Бог да го прости, одма имаше недостиг на нафта. Тогаш турците ни помогнаа, ни подарија цел танкер нафта. Нели, во традицијата, бидејќи ние македонците многу го сакаме Тито и све што било у него. Човек кој ни е навистина пријател. Не и се. Тогаш беа огромни редици, тогаш веќе бев апгрейд со моето југо. Па да ти кажам, втор факултет завршив тогаш. Првиот го завршив негде 80 и некоја година, Белградски универзитет, ова беше вториот. Не знам колку книги имам прочитано, чекајки. Тогаш се сеќам, редицата беше кај Мак Петрол, бидејќи тука живеам, и ќе застанев да чекам летно време, топло, отворени прозорци, Кока-кола цигара, пушиш, читаш книга, тргни, застани, а колоната идеше, ако идеш од оваа страна, од кај што е Нова Македонија, беше редицата, па вртеше скоро цел круг до колоната до Кузман, па дури некој викаат дека вистинска опашка во даден момент бил цел круг, онака да свртиш околу квартот, нели, од Мак Петрол, па идеш по улицата, нели, вртиш тука, покрај Кузман, студентскиот дом, Нова Македонија и нас. И денеска е тоа така на некој начин, но денеска па има многу повеќе бензински пумпи. Редиците не се толку големи, но тогаш рачунајте дека 10-кратно, па можеби и повеќе кратно имаше помалку пумпи и снабдувањето беше многу очено. Никој не прашуваше за цена, тоа беше прескапо, тоа беше навистина многу мачно и сум си рекол дека никогаш нема да чекам, ќе плаќам гориво колку што треба и колку што е најскапо, ги разбирам оние што не можат, но такво трошење, време, нерви, мислам, страшно е тоа. Тоа чекање во редови, мене ми е едно од најтешките работи. Значи, дури кога сум бил многу помлад и со многу трпение. Ова нема да трае долго, ова е калабалакоте до пред нова година, до пред полноќ. Среќна нова година, среќна 1949, драги мои. Но има уште една друга работа која треба да ја знаете. Смири се малку ти. Ме дефокусираш, оти у тебе точно гледам. Или излези. Колку трае горивото? Значи, потполно разбирам дека луѓето, видовме и такви драматични сцени каде што луѓе во најлон кеси полнеа гориво. Значи, не во канти, не во цистерни, во најлон кеси. На страна криминалот, што никој не е гонет од бензинските пумпи, што тоа се дозволи, можам дури и да го илустрирам со реални фотографии од пред некој ден. Се работи за точење на гориво на крајно недозволен начин. Не недозволен, опасен по живот. И тоа опасен која ќе го кажете, и тоа е многу релативна работа. Се работи за драматично опасна ситуација. Еве ви на една од пумпите како се точи гориво во големи пластични буриња. Директно. Значи, не можам да ви опишам, сега, знаеш, некој ќе рече, види, ако е нафта и не е страшно. Добро. Ако тоа не е нафта, ама нафтата сигурно ваква не е. Значи, не знам што да кажам. И да не е нафта и било што. После ни се случуваат запалени автобуси или не знам што. Така што, луѓе мои, ние сме народ кој се што му се случува,
е заслужено. Не знам што друго да кажам. Ја разберам, мочен човек, нели, се снаоѓа да направи залиха, да ги намали трошоците, премали палати имаме, мизерни. Сакате да ви кажам каква е само ситуацијата у една реченица? Минимална плата 300 евра, така, 18.000, ручки оттупани, никој не ја спроведе. Еве, проверете малку. Толку. Сега ќе се јава. Ама Јанко, ти не си браво. Да, ако на 2% таму негдека е дадено, не значи дека е испроведено. Океј. Што е проблемот со горивото? Дали е бензин? Дали е нафта? Горивото има рок на траење. Верувале вие или не? Не знам дали сте гледали апокалиптични филмови, но тоа прилично добро е прикажано. Што ќе направите, еве, например, овдека треба да заштедите, нели, неколку стотици литри ќе купите залиха, со тоа на литар стотици литри, по 10 денари, стотици, десетици денари сте заштедиле. Добро. Каде е лошата математика? Зошто ние сме талентирани, ние не сме глуп народ, но талентирани сме да правиме глупости. Тоа се две разлики. Затоа што паметни луѓе прават глупости. Добри луѓе прават глупости. Но има глупи луѓе кои прават многу паметни работи. А ние сме прекрасен, добар, паметен народ кој е светски првак во глупости праење. Еве ќе ви кажам каде ви е математиката погрешна, според моје мислење, ама не сакам да се расправаме. Јас само малку јадам бурек, за да вие се ги кажете мислењата за цените и така натаму, чисто вовек. Ја ве молам, не ме земајте за валиден воопшто. Значи, горивото му опаѓаат октаните. Значи, станува понеквалитетно. Како поминува времето? Као газирана вода која ќе отвориш еднаш, после месец дена, таа е за никаде. Нели? Мислам, не е веќе, тоа е нешто сосема друго. Сакам да кажам дека квалитетот на горивото опаѓа. Предпоставувам дека можеби октаните опаѓаат, не можам да проверам тоа, но знам сигурно дека квалитетот на горивото, максимум што може да го задржите, е во вашиот резервоар до 30 дена. После 30 дена, затоа што, ако не се лажам, сите филмови, сите оние серии што ги гледам, а ги обожавам. Реновирање на стари автомобили, Wheeler Dealers, оние двајца на момци од британци нешто поправаат ефтини автомобили, па едва ги продаваат и така натаму. Има една работа кога купуваат автомобил кој е стоен и невозен, прво што прават го испуштаат горивото. Маслото не е толку проблем, иако тоа се менува, нели? Но прво горивото. Не квалитетно и крај, не ризикој, затоа што може да направи проблем со моторот. Еве и да не направи, и да го имате. Резерви сте направиле за неколку месеци. Вториот, третиот месец, потрошувачката на вашиот автомобил се зголемува. Зошто? Затоа што квалитетот на горивото опаѓа и за да ги има истите перформанси вашиот автомобил, наместо со тазе гориво ако сте поминале 100 км, со овој сега ќе поминете 80 км. Карикирам. Значи, она што сте мислеле дека е профит, ви влегло во загуба. Салдо нула. Па добро и може би да се размисли понекогаш и за некоја варијанта во смисла велосипед, јавен транспорт, пешки идење, стварно не е срамота. Што и да кажат соседите да те видат со велосипед или пешки идеш, мислам, знам дека долги години нели ние се тепавме најскапан Мерцедес да возиш, затоа што Мерцедес. И разбирам, јас го имам истиот порив, стварно. Би сакал да купам една скапаница и да кажам еднаш у животот и ја возев Мерцедес, нели? Ама некако времето поминува и викам, стварно е беззначајно. Уопште не сум искомплексиран. Особено ми е представува задоволство кога ќе видам оној калабалак. Денеска морав да идам, имав неколку обврски низ центар и да ви кажам право колку е трауматично, страшно она калабалак од автомобили стојат, времето лошо, свират, сите се нервозни. Јас слушалки со Noise Reduction си возам, си уживам, све ми изгледа како некој илустриран музички спот. Сум се качил расположен,
дојдов дома уште порасположен. На студ, на дожд и така натаму. А и здравието малце подобро. Разбирам дека не можете, но бидете внимателни, пазете што правите. Домаќини се сметате дека сте домаќини, но размислете малце за математикава. Најдното во целава приказна беше дека овој калабалак што вечерва се случува, се извинувам, дека овој калабалак што вечерва се случува, да ставам телефони. Да ставиш телефони. Да, те молам. Овој калабалак што вечерва се случува, мислам дека е најдно во партиското препукување, а тоа е она кога се нема идеја. Видете, СДСМ има апсолутно секакво право да ги пука ВМРО-вците и како опозиција. Си се брани, така, како што и опозицијата има легитимно право патос да брише со власта. Зато и опозиција. Но да изјавиш дека овие гужви, овој калабалак го правеле небањати, глупи, прости ВМРО-вци, кои партијата ги плаќала по 2000 денари, им дала по 2000 денари, за да прават гужви по бензински пумпи. Колега, те молам, не, седи, не стануј. Не е точна веста. Да беше точна веста, вечерва ќе идеше реприза, ја ќе бев таму. Имам врски кај ВМРО-вци, ќе земев 2000 денари да му се неви. Нема такви пари. Но, се шегувам, навистина дно. Народот е загрижен. Зошто народот трча да прави залихи од горива и залихи од храна? Зошто се изнакупува многу работи периодов пред да се одмрзнат цените? Народот нема доверба. Значи, искача министер, искача премиер и вика, имаме резерви, нема да биде ценовниот скок многу голем и дрн. Ама народ не верува. Не се тоа само ВМРО-вци. Сите идат да си купат затоа што покажано и докажано дека оваа држава, кој да е на власт, само декларативно се грижи. Да, они викаат, не се грижите, нема да биде, дрн јариња, брм јариња, јади бурече, јади гураби, на крај вие испаѓате како магариња, ние испаѓаме со ушите, зошто олкај, зошто сме поверувале. Како беше со струјата? Па нема да поскапи многу. Луѓе мои, ако го видите графиконот во последниве година дена, колку отишле горивото, струјата, водата, маслото, брашното, лебот, шекерот, па тоа и после некој ќе ти каже успеавме да ви помогнеме. Имаме гледач на линија, ја му посакувам добро вечер. Повелете, во програма сте. Добро вечер, Јанко. Добро вечер, повелете. Поштовање до нашата телевизија, јас си викам наша, дај, затоа што знам дека многу ја слушаат и дека има голем ефект врз македонскиот народ. Во врска со бензинот и вашето кратко излагање, јас би ви кажал само следното. Во мојот резовар имам околу 25 литра. Пол ми е 50. По динар и пол, колку јас ке ушпарам времова? 40-50 динара. Дали се исплати за 50 динара, појди застани, колона од 2 километра, ја ке потрошам поише гориво. Не знам дали ме разбирате, што сакам да кажам. Јанко, дали ме слушате? Да, ве слушам. Значи, јавноста ве слуша, ја помалку или подобро не е битно, но јавноста ве слуша. Слободно зборувајте и не застанувајте. Со еден мој пријател, исто разговараме, колку ке платиш, ми вика, ти струја повеќе? Ја му викам 3000 динара. 3000. Викам, струјата ке качи сите продукти, леб, ке качи, шо ти знам, зејтин, шекер, брашно. Он не ме разбра у моментот. И слично, Пендаровски сакаше нешто да релаксира. Пред недела дена кажа дека динарот и еврото дека се во една хармонија и нема проблеми, дека ќе остане на 61, нешто таму.
Само Јанко да ти кажам. Јас со 1 евро купував 3 леба, не 3 кила. 3 леба купував. Сега со истото евро ја купувам кило и пол леб. По не може да кого прави будала Пендаровски бе. Он мене ме убедува дека еврото 61 и нешто. Ама тоа евро они треба да го направат 3 динара. Тоа е паднато, девалвирано еврото. Исто така и Бектеши министерот. Истата реторика да биде спокојни, еврото нема да падне, ти рекол ми рече како да сме ние глуп народ. Ама ако се поскупат сите артикли, да не кажам на пазар веќе, луѓето не се криви. На кванташки е поскупат лиженот, поскуп пиперот и мора нормално да се качат и другите цени. Околу кризата во Украина, можам и кратко да кажам. Како не, сосема слободно. Гледайте вамо сега. Гледаме и слушаме и други телевизии, и Србија ја слушаме, и Швајцарија ја слушам коментари за тој, ми кажуваат каква е ситуација. Што ми е поентата? Цело време се спомиња Америка, Русија, конфликтот во Украина, што ти знам, и слични работи. Јас имам едно свое собствено мислење. Каде бева Обединетите нации со исклучок кризата кога беше во Египет Суетскиот канал? Само исклучок тогаш за мене Обединетите нации малку делуваја. Каде бева Обединетите нации да го осудат нападот на НАТО врз Либија, врз Гадафи? 15 земји нападнава 6 милионски народ. Каде беше тогаш НАТО? Океј, да ве прашам тогаш нешто. Кажите слободно. Од кај се јавувате? Од Скопје. Од Скопје. Добро. Кажете ми, возите автомобил? Возам На бензин или на дизел? на дизел. На дизел. Дали полневте резервар нешто и така натаму? Не сум да ти кажам, Предпоставам не возите превише. не возам Добро. превише. А Да ви кажам, дали направивте никоја залиха, дали купивте некој литро масло повеќе, брашно, ово, она? ништо ако ми веруваш. Еве дојде во кујна кај мене, Не, немам ништо. леле, Господи, Бог да чува луѓе, како вие муабето дој во кујна? Зошто да ти доја во кујна? Те Не прашувам. сакам за да ме сватиш. Не е битно како ја ќе ве сватам. Ја ве поставам прашање, што одговорите, тоа е битното. Кажете ми, Шекер, немам колку ви се трошоците зголемени, да речем последниве 6 месеци? Ако за работи што сте ги плаќале 500 или 1000 денара, ако имате таква некоја домаќинска сметка, колку ви е поскапено све? Во мојот увод, мој пријател Јанко, во мојот увод кажав. Пријателот ми го постави истото прашање. Вика, се качил, вика, што ти знам, вика, гориво, струјата, колку е тој? И на вас ви одговарам, и он веројатно сега ме слуша. 3000 повеќе плаќам. Океј, ја ви благодарам. Месечно. Да, а дали тука и сметките за струја и вода, телефон, све ги пресметавте и тие ви се исто така? Малку ќе се изненадиш. Добро. Кога беше пописот, едно од прашањата беше на што се греам. Ја реклам, не се гледам на ништо. Ама вика, немој, не ме зафркавај. Викам, кога ќе дојде на 15 степени, јас еден пар циври. Кога ќе дојде 10 степени, уште еден пар циври. Кога ќе дојде на 5 степени, уште еден пар циври, 3 пара. И сега на мене ги имам 3 пара. Знаат овие што ви познаваат. И не бе само јас, кога ми испитуева. А викам, кога ќе дојде -5, плюс еден јорган ставам на мене. А ако пау, уште половно -10, едно кебе ќе ставам врз мене. Кај Добро. мене е така го решил. Кажи ми, проблем. така, тоа е затоа Ама не значи дека некој има стар човек, Стиши, малце. Јанко, некој има мали деца, он не може јоргани да става Не, и... тоа те и прашувам, чекај се, мали деца ќе се јави некој со мали деца. Кажи ми сега, шкотланѓаници, егејеци, влавци, стиснаци или едноставно толку ти е чергата материјална да мораш вака да се снаоѓаш? Извини, малку на шега, нели кажа? Да. Прво сум стар
Милјарин, знаеш отприлика за што зборев, не? За младите години, музиката, као музичар и оно. Значи, Стар Скопје, дете од центар, уште, ке ти кажем, уште си плачам. Мене не ми е платен плацот во жена борец. 600 квадрата, 2 куќи не е платено. Ни Бранко, ни ти то плати, Океј. нити Јупчо, никој не Друг ни пат плати. ќе го збориме тоа. Те молам, кажи ми, дали твоите примања едноставно не ти дозволуваат грејење или едноставно таков си како што си? Не ми дозволуваат, веруј ми. Мораш толку да штедиш на вакво Не. нешто да правиш. Не ми дозволуваат, не можам тој луксус да си го дозволам. Така. Еве сега со тебе зборам, имам бендијака на мене. Дома. Добро, не ли би ти помогнало, например, да вложиш нешто, како се вика, да вложиш, например, во инвертер клима? Велат дека е најдобра работа и може би најштедливата работа, инвертер клима. Си размислувал за такво нешто? Па едно ќе ви кажам. У зграда ке мене стаива, ани посум ја дарки платија. Тоа ти не можеш да си го дозволиш. Колку можеш за грејење да дозволиш, например? Максимум. Па, Извини, Ја ви вака кажам- интимно... Добро, ајде, не е битно, интимно е прашањето. Ти не благодарам греам, за ти јавувањето. кажав, уопште не греам. Фала ти уште еднаш, лека ноќ и пријатно. Поздрав. А ние отвараме, значи, како македонците се снаоѓаат во овие ситуации. Имаме друг гледач што се однесува до дзиврите, па и не е лоша работа. Еве, например, види, еве го колегата мој од режија. Не е Баже, ова е Марко. Еве го, он е познат манекен, како млад снимаше разни манекени, манекенски производи, нели, модни производи, еве, например, дзиври. Видиш, 790 денари е дзивра, ама трајно грејење, нели? Дзиврите. Модерни дзиври, црни дзиври. Видиш, 650 и ова. Дзивра со блузичка тесна, термо за ова. Бутик Натали, види, еве. Бесплатна реклама, само да ви е топло или вакви дзиврички со копченца. Се едно, благодарам режија. Добро вечер за следниот гледач. Повелете. Добро вечер. Добро вечер, повелете. Значи, една голема благодарност што ми ја посвети цела емисија после 5 години тайм-аут, што направив кај тебе. А толку лајкови Јанко добив, што навистина јас бев многу зачуден, а другиот ден репризата што имав не пред 4 години пред 5 години во Сител, поќе стана попопуларен него Џоковиќ, да ти кажам искрено. Сега, Знаеш што ми е интересно? Што стално ми викаат, абе Јанко, кој си бе ти, не си гледан бе. И стварно Јанко не е гледан, ама гостите мои се гледани. се шегувам. Повели Илија. И сега сакам на неколку теми да разговараме. Меѓу многу ми е тешко од мене и с тебе и сигурно, кои гледаме солзите на дечината 2, 3, 5 години, си викам, абе Бајден, ајде са, Путин? абе Путин, Да. Добро, слушам. Макрон, дај ги гледате ли солзите во очината на дечината, дај најдете на солуција. Ние знаеме дека до вчера имаше една вегета, тоа американската вегета. Али сега се појавија Јанко повеќе вегети. Сега е руската вегета, кинеската вегета, бразилската вегета, индиската вегета и сега има селекција, избере која вегета сакаш. Значи нема една вегета. Ако ме разбираш вака во длабочина. И широчина, Затоа треба- Илија. И затоа треба малце ради децата што се таму. И за таа трагедија што помалце, значи треба тоа одма да прекине. Како ќе правиш? Што ќе прават да прекинат? Зашто биди Јанко, Да? секој ден ова, ако се позлабочи вака една година две, Македонија ќе оди курбан одма. Сега нема да оди курбан зашто Македонија секој ден умираат по 50-60, пензијскиот фонд дури ќе биде ќе сами банка, ќе издава дури кредити. Ќе нема на кој да се дава пензија. Ќе изумриме ние сите пензионери од ковидо и толку ќе биде јак пензијскиот фонд, затоа ги качува пензиите им текна после 4 години 5.000 денари. Тоа е околу Украина. Те молам, Илија, кога си сега на линија, Да.
Во овој момент денеска Русија ја прогласи Македонија меѓу останатите за Страшно е непријателска земја, а ти Страшно е. ми кажуеше дека многу земјоделски производи, например зелени праски и уште низа работи кои се македонските земјоделци ги исклучиво ги Така е, извезуваат на така рускиот пазар. Сумите кои се спомнуваат се од 20 до 80 милиона. Биди љубезен, имаш ли свој сознанија, знам дека имаш, Имам. колку е Затоа нашиот извоз и колку ќе бидеме ние оштетени, осакатени или ќе претрпиме штета од ова блокада која ќе ни следи затоа што заземавме отворено страна во оваа војна и какви ќе бидат штетите по македонските земјоделци? Повели. Поглупо не можеме да направиме. Ние требаше први да најдеме алтернативи, бидејќи имаме 3 производа во царството. Тоа е грозјето, праската и јаболката. Када и случај води во Украина и во Русија, бидејќи ние немаме производ за една Шпанија, за една Франција, за една Германија. Таму оди повеќе конзервирани работи. Али овде си оди, во Украина и сега ако ќе ни направат едно ембарго, ја се чудам што ќе прават праската. Затоа требаше премиерот први да најде алтернатива. А еве дека слушна алтернативата во емисија ќе ја кажам. Подхитно треба да се отвори берза во Полска, во Варшава, подхитно. Подхитно берза во Маđarска. Браво, Илија. Подхитно берза во Чешка и во Румунија. 4 берзи, нашиве ќе носат таму камионите, ќе ги разтоварат и волку сит и овде да број. Ама треба да имат пентере да им текни. Ние немаме по 30 години ние на Супер, берза ме стаи у кадар во вака. Европа. Срамота. Ја дево во берзи јам поминато. Да ги ви берзи се. Со се нишани. Ние можеме Кажи ми, што ние најмногу извезувавме за Русија? Дали си запомни? извезуваме праска, грозје и јаболка. И од гадинарството зелка. Зелка. Акта е фабула, приканата е завршена. А дали покрај тоа извезувавме други, например, кондиторски производи, Европа, не знам, масло, вино, такви работи? Масло немаме ние. Масло ние го везуваме 100%. Бидејќи ти кажам, во твоја емисија немаме кило сончоклет. Еве, видите, че дека сончоклет нема. Така. Така. Значи, да се задржиме нови работи, кој е сериско производство. Јаболка од Ресен, праска од Росоман и грозје од Камајдаричко, некотискиот дел. Така. Толку. Значи, немаме друг производ. Ние сме мало земја, слабо земјоделие во 12 век, кој јас на пример да става уште министер по земјоделие, Демидовски IBD, нема да прифатам. Значи, моите квалитети се над ова земјоделство, а не земјоделство, ова е 12 век. Јас имам други замисли, Јанко. Ќе дом кај во емисија, кога ќе видиш, ќе се фрапираш какви работи можева Македонија да направи во земјоделието. Значи, тоа е околу цените. И гледат се мачат утриве наши министерот за економија. Се бачи премиерот. Не знам тоа дали го кажам сега или кога ќе дом кај во емисија, како ние можеме да ги намалиме цените на основните продукти. Ако ми дозволиш, ја кажам во емисија сега. Ако некој ќе дом во емисија, твоја е одлука. Да кажам? Да, слободно те молам, слободно збори и кога ќе дојдеш гостин и сега такви работи можат и треба да се повторуваат и повеќе пати. Еве, како те молам. За тоа време ние одиме со камера во живо од Киев како илустрација каква е состојбата со главниот град на Украина во моментов. Ја да продолжам, така? Да, ти продолжи. Еве сега пример. Сите и Тинекс, и Веро, и К-маркет, и Рамстор стават по 8 до 10% Ало? Те слушам. Прекини. Ама нема прекини, слободно збори, цело време те слушаме убаво. Течно збори си не застани. На секој производ става провизија од 10 до 10%. Толку во близата. Сега. Али Јанко плаќат валута на плаќање од 6 до година дена. На секој производ. Ако ќе идиш на каса во Рамстор, во Веро, во Тинекс, одма плаќаш. И сега си земаме едно моливче, си правиме на калкулација, дека, например, Тинекс, го има преку 100 супермаркета.
По тие стоп супермаркета има големи, огромни, едно 20 из Македонија, кои во дено прават, па горе-долу негде по 100.000 евра промет. Али, 20 по 100.000 евра промет, то се 2 милиони евра на денешна основа. Така? Да. И другите 40, значи околу 5 милиони евра Пенек зема пари истиот ден. Every day. Сега, тие месечно се тоа неде околу 60-70 милиони. Тој ще ги става тие пари на сметка во банка, само гледај, само од се ждема денен пазар, а плаќа на година дена. И сега тие се тоа многу богати, затоа имат по 5 джипови секој газва паркирани пред ниве. Значи плаќаш на година дена, а земаш, се врти парата секој ден. Значи тоа се огромни цифри кои легуваат во нивните джепови. И се дадох јас на Метар Ковачев и слушај, ајде мали да нема провизија, нула провизија. Да видиме што ќе работи со нула провизија, вие би од банките ја земат за провизија, што моите да издавате плата на вработените. Оти ако мисли во банка во месец 6-7 милиони, таа банка, да не обева банка, дали овие Алфа банка, дали Кредит банка, комерцијална стопанска, тие ти плаќат, така? Да. Значи треба да да му играат кликерите и на премиеро, и на претходниот премиер, и ова што ќе дојди. Тие се финти кои ги користат овие трговските организации. Значи, плаќање на 6 месеци, на една година, со никаква обавеза дека ќе ти го врати. И ако се разни правамата, ќе ти ја врати. Ако се лебо секој ден го враќат сувио леб, не тие не се задржуваат, ти враќаат салами, ти враќаат други производи. Значи, уопште, во договорот стои, што не се продаде враќам, зема секој ден, ти плаќа на година дена. Кај има тоа бе? А секој ден земат пари. Кажав колку пари. Така? Да. Значи, тоа е голема работа и тие треба да нападат. И сега третата работа е што премиерот треба да се земе еден тим, еко Стејанска соба се што мрда економски форум, треба да собиде така и од агрономскиот форум, јас ќе го предложам на 10 души, додиме ние, например, Јанко, посите млекари во Македонија и да ги прашаме. Јанко, Илија, колку го откупувате млекото? Ние, колку го откупувате литар кравјо млеко? Го откупуваме 16 до 18 денари. Од колку литра млеко се тргува килосирање? Од 4 со 3,6 масленост. А зашто му откупувате 16-18 ако продавате кравето сирење 250 дијари? Колко е разликата? Разликата е 5 пати поќе, значи 180 денара. А датете го сирењето на 140 дијари кој беше во времето на Груевски, датете го. Јанко, ево ли се сеќаваш ти 2008 година и 2012 година времето на Груевски, цената на нафтата беше повисока него сега. Добро? Види таму во... Знам. Беше. Имаше На светските берзи отиде многу горе. Светска економска и финансиска криза. После тоа падна, иначе се очекуваше, знам, Ден Дончев беше кај мене во емисија, како економски експерт и рече нафтата иде преку $200. Како го рече тоа, веќе беше негде $120, падна, патос се направи. Падна, ама Јанко, зашто маслото не стана од тоа беше 54 дена, не стана 120 дена, кој се денеска? Така. Добро, Илија, ова се убави работи, ја би сакал да се задржиме на штетите кои Македонија ќе ги претрпи поради... Огромни. Ние сега, например, ако ова не... Збориме за 20, 80 или 2 милиона. Ама не ме слушаш. Ние извезуваме 100 милиони евра за Русија. За Русија и за Украина. И Украина. Да. Сега ќе можеме ни 20. Може и ако нема альтернатива. Да носим во Полска тоа, во Чешка, во Словачка, во Унгарија и во Румунија. Да ти докажам дека внимателно те слушам, ти на самиот почеток добро кажа. Пред да застанеме, пред да застанеме и да заземеме, треба да имаме бекап план, а тоа беше да најдеме нови пласмани пред да ги затвориме пласманите за Русија, нели? Мораме да ја, окей? Копај бурар, не плюкај во стариот. Така.
Илија, еве, ти си пензионер, се снаоѓаш и ти у животот како многуми на други. Ме интересира, какви се трошоците на животот последниве година, дена или последниот период? Како Формула 1. Како Формула 1. Све кажи. Не можеш да ја пратиш. Страшно, Јанко. А јас купам 2 кила јаболка, сега купам 3 јаболка. Ако требаше кило круша, сега земам 2 круши. Не, озбилно ти кажам. Ми е срам да земам 2 банани. 2 банани земам. И што за внукот, јас банана сум заборавил. Колку ти се видам... цените на трошокот на струја, например? Да. Колку е ти е зголемен? Колку ми е зголемен? Да. Ко Формула 1. Теко Формула 1. Што да, нема тука, што да зборува. 6.000 платив струја јас, а плаќам 2.500. А види, Јанко, ова е ненормално, ако земат пензии луѓе што земат 12.000 и жената и мажо, нив нема ним стигни само за струја, за вода и да си купи отров за струја. Страшно е. Затоа јас сакам на Ковачевски, ако ме слуша, да му кажам дека пензиите шебува линарно покачување. И тој ќе има 45.000 пензија, те викам удбашки пензии, кои се од милициите вамо, те имат по 45.000 пензии, а, например, еве јас со високо забрание имам некои јамотен 18.000 пензија. Срамота. Трошоците за храна, колку чувствуваш дека се зголемени? Знам ко формула, туку од прилика некоја цифра процент. Ти како чувствуваш? На влата на Груевски беше 55 денари. Сега е 110 денари. Значи, 100%. Збориш за што? За кој продукт? За зејтино. За маслото за јадење. Добро. Шекер беше 20 денари, сега 40. Илија, ја ти благодарам. Со тебе разговорите се прекрасни, ама ти мора да дојдеш во студио, може ли? Кога сакаш може да ме поканиш. Како да те поканам? Тие два телефона што ми ги даде не ти функционираат. Нешто те фати некоја параноја, се уплаши, те снема. Кажи. Телефонот ми беше во ракија. Како телефонот ти е во ракија? Падна во ракија ми падна. И месец дена бев недостапен. Сега го направив телефонот и од yesterday ми работи. Од yesterday ми работи. Сега ти кажам. Нели, телефон не се расипува ако се чува у ракија, така е. Само, слушај, една голема благодарност, ќе ја покани ова Даниела. Данела? Да, во емисија. Еве ти кажам зашто. Овие бла се уват од МВС, ништо не направиле скопските градоначалници. Па себе луѓето уште газето не го ставиле на столицата. Батали, други теми се тоа која ќе дојдеш, Илија, ти благодарам. За ова стручново ти благодарам многу. Лека ноќ и пријатно. Лека ноќ и пријатно, ти благодарам многу. Поздрав. Најди начин да ми испратиш телефонот за да можам да те поканам. Или мейл или било што. Така што или крий го понатаму. Ја го имав твојот телефон. Се надевам дека ќе искомуникирам. Морам официјално да го имам твојот телефон за да те покажам. Океј. Добро вечер за следниот гледач. Повелете во програм. Добро вечер, Јанко. Добро вечер, повелете. Поздрав тебе и екипата и гледачите. Нашов е телефон. Знам, повели. Јас нешто возат, ама ме возат. Те возат. Кој те вози? Кој те вози? Жена ти те вози? Не, син ми ме вози. Добро. Немам многу поминување на километража многу. Годишно јас имам едно патување до Охрид, едно до Пелесар, едно до Доран и едно до Дебарски бање, од кои Дебарските ми е отче, па другите ми се службени патувања. И на родендените ги носам семејството на Ручек. Негде околу, тука, да речеме на Шара, мало, не многу далеко тука негде. Тоа ми се 5 родендени. Годишно тие би се најдолгите релации. И према тоа не ме загрижува, само важно е да има. Ја го познавам господинот Илија, го слушал кајте во која беше на гости. Сега пред неколку месеци која беше. Тоа е пред 10 години. Да. Тогаш знам, да, ама и сега... Реприза беше на истото гостување. Да.
И се Реприз. согласувам јас тогаш, пред тоа каде сме правиле муаве тоа, ние не сме за пазар во Русија. Ние имаме мало производство. Една населба на Москва, целото производство ќе ни го земе купно. Најубаво е поблиску тука околу, помали патни трошкови, што се вика тарински трошкови, помалку ќе имаме, по свеже ќе ни се продаде робата. Види, во право си, но од интервјуто требаше да разбереш. Например, русите купуваат нешто што никој не го купува кај нас. Ние немаме убава праска, нашата праска е ѓубре спрема она што се произведува Израел, Турција и така натаму. Ја се извинувам, тоа е сега. Тоа е тврда, влакнеста, кисела и зелена. Значи, тие наши праски ги купува само и единствено Русија. Нигде никој не купува такви праски, до толку знам. Така што оние што а таа лесно се произведува, знаеш, не ја чекаш да зрее, не мораш да ја прскаш, не мораш да вложуваш дополнително. Ако викаме ние Добро, се така, извинувам. тоа, Добро, ја се би извинувам. го рекол и следново. Да. Во врска со цените, рибна доста цени, знаеш што би рекол ја? И за град тоа би го спровел и по селата. Што е тоа по селата, по сельските продавници, да се носи јајца да се продаде и млеко. Ја би го направил по селата, едно јајце 50 денари, би го направил едно кило млеко 500 денари. Да не можеме ние по селата 10, 15, 20, колку ще не чуваш и една крава. Катастрофа. Катастрофа. Или пак земеделството. Мариово наше кокава е преку 400 км квадратни, да остане без еден квадрат жито населено. Или Пелагонија, таква. Тоа е катастрофа, вистинска, каква е... Катастрофа. Значи, ние имаме запустено, еве, и самиот Илија вика, ние немаме сончоглед, кило не произведуваме. Целиот сончоглед ние го увезуваме. Ние увезуваме ориз, покрај златно кочани. Ние дозволуваме ориз. Ние немаме фабрика за чипс. Се произведува. Кај нас општина Саре, знаеш ти, јагоди едно време камионите чека, редите чека да земат јагоди, Словенија, Хрватска ги носе. Ништо, брате. Само трња сега по полето овдека. Кај мене овдека ја разум по трговците млекото би го дал 500 денари литар, едно јајце 50 денари. Абе овдека доле кај што ми ја умалото. Да седеш преку летото обично после вечера, 10-11 сати, не може да слушаш ни петел, ни крава, ни магара, ни кој, ни ништо. Какви ти се цените зголемени на трошоците? Како ги чувствуваш? Јас добро сум ситуиран. Не, ја не те прашав дали имаш или немаш. Ја те прашувам, дали цените се зголемени? Како го чувствуваш ти тоа? За мене месото е зголемено. Така, одлично кажано. Месото Фала ти многу. Поздрав, секој е добро. Значи, сите што се јавија констатираат дека цените се отидени вртоглаво многу, секој во свој сегмент. Ова е еден од графиконите кој покажува зголемување на цените на бензинот Ултра 100 до 6-9% од 50 во април 2020, сега февруари 2022 е на 84,50. Вечерва после полноќ ќе имаме уште едно, па сигурно 80 и 90. Преку 90 денари треба да дојде, така? И предпоставувам тука некаде и дизелот уште за толку треба да отиде. Но ќе видиме. Сакам само, зачекај, нека почека гледачот, да ви покажам една апликација. Апликацијата се вика Гориво МК. Еве на мојот мобилен. Гориво МК. Ја имате на Google Store. Што прави оваа апликација? Значи, имам за горивата, какви се цените моментално официјални. На бензинот, на дизелот, на плинот, моментално, а еве историјата каква е.
ценовник на историја на промена на цените на горивата. Значи, ова е неутрално, ова е општа, можете на Google Store да ја земете, не знам дали има на Play Store, би требало да има. Еве ви за 2 години цените на дизелот, еве колку се пораснати во последниве, ова е 6 месеци, во последнава година или последниве 2 години. Така што, еве ви чисто да видите дека од октомври 2019 во април 2020 паѓа цената на дизелот. Тоа е кога е оној локдаун, кога имаше полициски часи и едноставно ништо не возеше, ни автобуси, ни камиони, тогаш цената падна. Но од тогаш натаму, и погледнете сега, од октомври 2021 до јануари 2022, цената на бензините отидено, на дизелот е отидено од негдека 62-3 денари, да сега е веќе 85 денари, а најверојатно вечерва ќе биде уште многу повисока. Тоа е она што можете, еве ви го за плинот, каква е цената на бензините или на сите три, одеднаш да ги видите споредено, дека сите цени на горивата растат. И ќе кажете, ама не користам, не ми е битно. Луѓе, ова да ви кажам, кога иде горивото нагоре, а ова оди вртоглаво нагоре, погледнете што е од октомври 2021 до јануари 2022, од 21 до 22 за 6 месеци, скоро, се покачува и цената на многу услуги, цената на храната и на земјоделските производи. Врзано е. Не може ти да бараш лебот да е ефтин толку колку што е, кога отишло цената, затоа што земјоделците користат трактори. Тракторот користи мазут. Брашното се транспортира со... Така да целиот тој процес е зголемена цената. И едноставно нема бегање. Да, ова ќе биде вака до вечер на полноќ, па потоа ќе видиме колку ќе бидат цените на горивата. Благодарам режија, ве молам вклучете го следниот гледач. Добро вечер. Инаку само и ова да кажам дека идеме лайв стрим на Facebook, така да можете и таму да ја следите емисијата и да прочитам дали има некој прашање. Добро вечер. Ало? Добро вечер, повелете. Добър вечер, Янко. Добро вечер, повелете. Поздрав до вас, Янко. Благодарам, повелете. Янко, јас со 2-3 реченици би сакал да одговорам така. Божјан филозофски Повелете. на многу прашања. Ние сме народ на кој му е наметнато од интелектуалните елити да се празни фройдовски со романот Пиреј, како да е Библија. И тоа се со цел за експлоатација и славење на митови, само да се стави народот во заблуда. Ако беше Фројд жив, Компјутерот. за Македонија ќе напишеше уште 10 томови романи. Јанко се извинувам, но сакам да прекинам. Благодарам. Благодарам и вам. Убаво илустриравме таман со филозофското искажување. Продолжуваме понатаму со вашите јавувања, телефоните се отворени. Ако нема во моментов, можам да прочитам неколку коментари кои ги добивме на нашиот лайв стрим. Инаку виде дека стартот на лайв стримот ни го искина, а пак ја пуштивме таа шпицата која содржи авторизирана музика, поточно Крафтверк. Джинглот на ТВ Сонце. За жал, кога е правено, тоа било во ред, ама сега веќе тоа не сме заради онлайн. Никола Младеновски вика, колку сме утепани како народ, германска плата со нашата 5 пати поголема, така да во просек се фаќа, они плаќаат 25 денари од литар и се плашат, а ние што да кажеме со 90 денари. Не знаев дека во Германија 25 денари е литар на горивото. Али да си седите у Македонија. Супер вие, одлично. Џабе се буните за цените, ова е дел од агендата на новиот светски поредок, уништување на народот, а цените ни целиот свет се накачуваат не само во Македонија. Македонка Брчко, Македонка, 3 контроверзии имаш во самата изјава, нешто сакаш да кажеш, ама
нели, реченица треба да биде точна и јасна. Зошто би големувале цени да уништат народ, кога од тој народ треба да собираат пари? Нели, ако им е целта собирање пари, од кого ќе собираат ако нема народ? Дали ја разбирате контрадикторноста на вашиот став? Одиме понатаму. 30 години, Сашо Тасе вели, 30 години никој не мисли за народот, само пред изборот. Бобан Шутиновски, кратко и јасно, народот нема пари. Ете, тоа е дел од коментарите на нашиот лайв стрим кој иде, има уште повеќе коментари, ќе ги видиме и малку подоцна, а добро вечер за следниот гледач, повелете во програма сте. Здраво. Здраво, повелете, ве слушаме. Гледам ова програма, прв пат се јавувам во ова емисија ваша. Баш ми годи вака вашава програма и вашите што ги давате теми на разговор со народот. Имам едно видео, сега го добив од вести на како на BBC се вие вестите, каде се глумат овие украинците трупови, легнати вака како трупови, ама се откријани. Дали можам некако да ви го пуштам, тоа сакам да го клајте во... Да, секако имате мејл овдека, имате мојот на месенџер на мојот Facebook Не го знам, профил. на вашиот месенџер можам веднаш да ви го пуштам. Па пуштете го на мојот месенџер. Еве го мојот профил. Што друго да ви помогнаме? Еве го мојот профил. Фала ти многу. Нема нешто. Сега ќе ви го пуштам, па ако имате... За утре најверојатно да го проверам. Тема да дајте околу тоа. Добро, благодарам за Ви јавувањето. благодарам и на вас, пријатна вечер. Пријатна вечер. И, секако дека ќе го погледнеме. Дали ќе иде во програма не можам ништо да ветам. Ова е лайв камерата, камерата во живо, лайв камера, она лайв камера со кирилица кој ќе напишеш англиски. Значи камерата во живо или лайв стримот од 4 локации во Киев. Ова е плоштадот Мајдан и овдека неколку локации каде што има и полициски контроли кој влегува, кој излегува. Ова е една панорамска слика на овдека каде што сум со маусот на градот, каде што е не е ни прилично затемнет, да речеш, нели, нема експлозија, а нема ни сирени. Така да режијата може да го пушти и звукот. Мислам дека нема никакви драматични звуци од таму. Ова е 12-ти ден како се емитува, 12 дена од како започна конфликтот, според украинците инвазијата на русите или според русите специјалната операција во Украина. Добро вечер за следниот гледач. Ало, добро вечер. Добро вечер, повелете. Краток вака да бидам, ми се чини дека треба да се публика македонската јавност од утре, значи понатака Мак Петрол да се бойкотира, да не оди никој да турива гориво. Лукойл и Окта нон-стоп точат гориво, тие од Сабајлето денеска кажуваат дека нафта нема, значи тоа го прават намерно заради разлика на цени. А 30 милиони евра од владата им е доделено. Значи такова рамила се прави преку тој Мак Петрол, тоа е нешто чудо. Значи, ако е зрел овај македонски народ, ми се чини дека треба да го бойкотира Мак Петрол, се додека не пропадне таа фирма, бидејќи што се прави апла плячкање на македонскиот народ. А иначе би кажал нешто кусо само за Украина и Русија. Мене не ми се допаѓа, не е то на вашата телевизија, него на многу телевизии, на вестите Шпица, инвазија на Русија врз Украина и нон-стоп кажуваат како се тамо води војна, значи ствараат некоја психоза во Македонија, што не можам да ја разбирам, зошто ја ствараат таа психоза на војна, кога ние имаме војни 4 кои треба да ги водиме. Прва е финансовата војна, втора здравствената војна, третата е војна која треба политичка да се води
и четвртата војна треба да си конечно да се откажиме од Европската унија, бидејќи што ние уште наредни 20 до 30 години нема влезиме, а ние треба да живееме и економски да заздравуваме, но на овај начин на кој се води оваа политика, а ми се чини дека во Македонија политиката ја креираат новинарите, режимски, да не ги набројувам, значи кои телевизии се тие, значи тоа е нешто страшно и нешто кое создава таква нервоза кај народот, што ми се чини затоа од Македонија многу млади си заменуваат ради таа психоза што ја ствараат за немање пари, немање работа, згора на тоа на прво место ќе остава несигурност, значи судство имаме катастрофално, ако си виновен да знаеш дека ќе бидеш надвор од затвор, ако не си виновен сигурно ќе паднеш во затвор, значи тоа се води во Македонија. Јас ви благодарам и пријатно, немам друго што да кажам. Благодарам. Во овој момент на камерата од Киев можевме да видиме избеглици, поточно луѓе со ранци и со деца во раце како премина. Тоа е на значи втората камера се наоѓа на украинско-полската граница, каде што вчера добив информации дека двајца македонски шофери се заглавени веќе 10 дена и дека драматична е ситуацијата со нив. Луѓето немаат за јадење, немаат средства више и така натаму, и дека се уште не може ништо да се направи. Едноставно се бара да ги пуштат да преминат граница. Но украинските граничари им ги земале пасошите и не им ги даваат и не ги пуштаат да си отидат. Зошто? Само поради фактот, бидејќи они тргнале со камиони пред конфликтот, тргнале со камиони со роба за Русија. И во тир карнетот стои дека имаат роба за Русија, но откако настанала ситуацијата, они решаваат да се вратат назад со камионите. И сега, значи, не носат за Русија, напротив, они се враќаат назад да не однесат. Но украинските власти, кои се и полиција, за која имам слушано дека се едни од најдрските и можеби нетолерантните што може да постојат, еве вака се однесуваат спрема македонските граѓани. Дури јас се прашував, викам, зошто не им ги запленат камионите, пушти ги луѓето. Нит се шверцери, нит се терористи, обични шофери, луѓе кои ги држат 10 дена. И со каква идеја ги држат, мене навистина не ми е јасно. Што сакаат да постигнат? Наводно нашите одговорни велат дека не можеле сега ништо да направат затоа што украинците имале да се јавуваат да ги гневат, имале попаметна работа. Се прашувам да беа германски камиони до сега, ауспусите ќе им ги ушмука и ќе помине. Мислам, нонсенс. Дај не ги изживljавајте, пуштете ги луѓето. Стварно, сега немоќта заради драматичната ваша ситуација не исполнувајте спрема оние. На крајот на краиштата, ете, нели? Ние сме сега и официјално непријатели на Русија. Чисто да знаете дека Руската Федерација денеска го објави списокот, кој ќе ви го прочитам сега, списокот со земјите кои се прогласени за непријатели на Русија со своето делување. Сега ќе ви го прочитам официјалното соопштение на Руската Федерација. Дај го компјутерот. Тоа се Соединетите држави, Украина, земјите на Европската унија, Австралија, Албанија, Андора, Грејт Британ, Исланд, Канада, Лихтенштеин, Микронезија, Монако, Нов Зеланд, Норвешка, Кореја, Сан Марино, Северна Македонија, Сингапур, Тајван, Монтенегро, Црна Гора, Швајцарија и Јапонија, како и уште неколку други. Значи, ние сме на списокот на непријателски земји. Ало. Ало, добро вечер. Добро вечер. Повелете. Во програмата? Да, повелете. Скопје се јавувам, економиста сум по струка. Една работа само за околу цените на горивата. Да, повелете. Значи, економска логика би била при покачување на цените на производ да се намали потрошувачката. Во Македонија е обратно. Секое покачување на цени, значи зголемување на потрошувачката. Овде влијае и странски фактор, пошто
цените се зголемуваат на светско ниво. Значи Македонија тука како мала држава Се не извинувам, може да влијае. многу ме заинтересира ова што го кажавте. Од кај ви се податоците, каде да побарам податоци, колку е потрошувачката на бидејќи нели потрошувачката генерално сегде расте. Потрошувачка на вода, потрошувачка на струја, потрошувачка на гориво. Нели има се повеќе луѓе, се повеќе автомобили и тоа е нормално. Дали вие правите некоја разлика помеѓу или сакате да укажете на некоја конекција како кај нас се зголемуваат цени, се зголемува и потрошувачката, малце ми е нонсенс. Затоа и прашувам. Од каде да видам тоа? Еве може горната камера да покаже. Јас зборам според економски закони. Не зборам со бројки, не зборам статистички податоци. Значи во економијата постојат закони како и во секоја друга наука. Значи при зголемување на цената на еден производ, логички би било да се намали побарувачката. Во Македонија е обратно. При секое зголемување на цените доаѓа до зголемување на потрошувачката. Еве ќе ви кажам со акциите на берза. Значи сегде во светот, кога се намалува цената на акцијата, се зголемува купувањето на акции. Во Македонија, напротив, кога расте цената на акциите, тога се зголемува и продажбата на акциите. Значи тоа се абсурди економски. Македонија како мала земја и чипот на македончето во глава, значи обратно на сите закони, ќе дое полошо да се снабдам да купам сега по 110 денара зетин, зашто ќе дое 150, а било 90 денара пред само една недела. Благодарам многу. Ако е тоа се, добра поента. Не мора да се сложиме, но важно кажавте интересно размислување. 2 минути, пример или минута, ја знам колку. Значи, селам неколку пати ме прекинувате услед ова. Нека биде по ваше мито, бидете парламентарни и давате по 1-2 минути да... Имате уште да кажете. Повелете, ја мислев завршивте. Ве молам, повелете. Ве молам, повелете. За војната за Украина. Да, слободно говорете. Прочитавте список. Таму како Русија, председателот на Русија објавил список на непријателски земји во кои што е влезена и Северна Македонија. Да, тоа е точно и тоа е агенцијска вест не ја измислив. Говорете, се согласувам дека е така, и тоа би прашал јавно дали пред ова да излезе официјално од Русија дека Македонија е ставена во земјите непријатели, дали пред тоа Русија ни беше пријател или само не ни беше непријател. Тоа е моето прашање. Какво е вашето размислување? Значи, за размислување, дали Македонија беше пријател на Русија или само не беше непријател? Ве разбирам, прашањето е многу јасно. Какво е вашето размислување? Дали Русија ни беше пријател или непријател? Македонија како сиромашна земја, како малеска земја, како разединета по сите основи, национални, економски, политички, Македонија како еден микрон од тие политички настани, нема пријатели. Кажете ми вие еден сиромав човек кој има пријател. Еве тргнете од мало кај што живееме сите, дали сиромашните луѓе имаат пријатели? Дали на некој начин бидејќи можеби тука ќе се сложиме, дали се повикувате на Киро Глигоров кој повикуваше дека Македонија мора да има еквидистанца? Кој каков однос има со Македонија, таков и ние со него. Значи во политиката има закони, како во секоја наука. Овде кај нас со политика се бави кој ќе стигне исто и со економија. Јас извинам, пошто сум економист, можам да го кажам со полно право тоа. Секој се бави со економија, со трговија. И затоа е дојдена ова дережа и со политика. Со политика секој се бави. Јанко, да се подсетиме, пошто памтиме јас и ти тука сме генерацијски, значи памтиме може и 30-40 години уназад. Кој се можеше да се бави со политика и кој одеше во дипломатија да се бави, да биде дипломата. Сега гледате дека обична презентерка телевизиска именувана неофицијално за конзул во Америка. Значи, Јанко, све е наопачки поставено. Така. Све е наопачки поставено. Значи, за жал како обични луѓе, само ќе си констатираме и ништо повише. Меѓутоа, да не се лажиме, Македонија нема пријатели ни на запад, ни на исток. Значи, Русија сега ни е непријател, а не ни беше пријател. Исто е со Америка. Америка
ќе стане пријател на Македонија, никогаш. Да не се лажеме. Да не само кога те тепаат, да те тепаат барем помалку. Тоа е девизата што треба да ја пратиме. Иначе дека ќе го јадеме стапот, ќе го јадеме Јанко и вака и онака. Како ќе го јадеме стапот? Што подразбираш под јадење стапот? По сите основи. По сите основи. Чекај, ја разбирам економски, сиромаштија, немаштија, криза и така натаму. Збориме, идеме по радикалните работи, она што највино народот го плаши. Бомби на глава ќе ни паѓаат, атомска бомба или... Јанко, прво економски, ајде и таа специјална војна, Македонија од таму самостојување. Значи ние сме во специјална војна од само самостојување од 1991 година. Нека се јави случак, нека ми го негира ова. Значи по сите основи Македонија е во војна од 1991 година. Почнувајќи од Грција, од привремената спогодба која е подпишана и никогаш не ратификувана во грчкиот парламент. А затоа Европска унија и Америка беше на страна на Грција, а ние мораме сите точки и подточки да ги почитуваме на тој договор. Тега исто се случува со договорот со Бугарија. Исто Америка не призна 2004 во времето на Буш младиот, па никогаш не го почитуваше тоа, него не натера со тоа да го смениме името. Така е. Да те прашам, дали сметаш дека постои реална опасност војниот конфликт да се прелее во Европа па и кај нас? Мислам дека не зависи од Македонија. Не дека зависи. Дали ќе се прелее? Што ти Тоа е зборат? глобално од големите сили. Ние само да гледаме да изедеме помалку како сите овие работи, и економски и секако. Иначе дека ќе го јадеме чутеко, ќе го јадеме во секој случај. Пред се економски гледате дека надоле Економскиот ќотек ќе го изедеме. Веќе го јадеме. Да. Се оди надоле. Стандардот на обичниот граѓанин оди надоле, а основа за Македонија да е таква, ја гледам во разединетоста по сите основи. Така е. Раздели па владај. Ти благодарам. Дали ти дадов доволно време да се искажеш? И надокнадите за претходните два пати кога ми исклучите. Ја молам да имитирајте на ден да знаеме колку да се ориентираме. Вака и благодарам уште еднаш на коректноста. Ајде, пријатно. Мое понекогаш и правам лоша проценка, но мое нели колку е поинтересно кого некого ќе го пуштам подолго, кого пократко, не викам дека јас сум совршен, но ја имам некое дискреционо право бидејќи нели учеството во емисијата е привилегија. Дури и јас како водител сум привилегиран да ја водам оваа емисија, а и вие сте привилегирани да се јавите. Сега, бидејќи ја имам привилегијата, вас привилегираните да ве пуштам, јас ја имам привилегијата да ви кажам колку ќе пуштам, колку ќе трае. И не секогаш точно и добро погодувам. Обично ми е што е поинтересно или кога ќе помислам дека некој ја завршил поентата. А најчесто прекинувам кога некој два пати се повторува. Упс. Еве ја два пати се повторив и мојот режисер ме прекина. Одиме со следниот гледач. Добро вечер. Добро вечер, повелете. Се согласувам дека е привилегија да се учествува со дискусија во твоја емисија и мислам дека остана Офнет и Инфомакс како медиуми во спротивно ќе целосен информативен мрак во Македонија. Така да со Јан да ја пуштив минатиот пат емисија, тоа мисле дека и тебе ти исклучили од етер. Бидејќи кај тебе може човек да ги изнесе своите ставови независно, да прозбори. А што се случи? Не разбирам. Па, исклучен ли Russia Today од етерот? Добро, ја исклучен. Нас не, ако не бараш на телекабел, нема на телекабел. Не има формално, ама не можеш да не гледаш ни слушаш. За жал. Затоа ми збориш? Не, зборам воопшто, бидејќи ваква русофобија се граничи со шизофренија. Мислам, не е нормално што се случува. Го читав и обраќањето на Катица Чулавкова, академик Катица Чулавкова, се доаѓа до тоа дури се забрануваат и книги на руски автори, на класици, се симнуваат во театар. Russia Today, еве го порталот. Не е изблокиран. Режија? Еве го Russia Today.
Значи, не е изблокиран во Македонија, може да се отвори, може да се чита. Така што... Нема телевизијата на ова каналите Телеком. Кој гледа бе денеска телевизија? Жити се, сите си на мобилен се, на Твитер и така натаму. Па дури и мојата емисија вечерва оди на Фейсбук, еве, чисто да видите. Мислам, и тука е гледаноста многу поголема. За жал, тоа е иднината. Еве, има доста коментари. Значи, не се согласуваш дека е голема русофобија и голем образа према рускиот народ. Така те разбирам. Па, види, има луѓе што не го сакаат и не ги сакаат и не го одобруваат тоа, но има луѓе и кои го сакаат и го одобруваат тоа. Например, вие велите дека има русофобија, а Пендаровски вели дека има русофилија. Сосема обратно он вели. Дека многу повеќе има наклонетост кон Русија одошто Украина која е жртва во овој конфликт. Јанко, не се согласувам воопшто, земено владе тотална русофобија на граница со шизофренија цела Европа и Америка. Апсолутно имате право на свое мислење. Имам мој мислење го формирам директно на основа она што го читам. Така, повелете слободно, говорете. Тоа во тој контекст ти кажав дека остана малку слободни медиуми во Македонија, кај што се пренесува, да речам, релативно вистината, пак од која го се гледа. Но реакцијата е, ти посочувам од Капица Чувавкова доволно зборува. Да. Она што се случува во моментот во Русија е братоубиствена војна. Значи, се случува воен конфликт меѓу блиски народи кои се, да речам, буквално браќа. Во тој контекст, од каде Америка на границите на Русија? Што бара? Каде? Од крај на океанот доаѓа, стационира трупи во името на НАТО до границите на Украина на Русија. Зашто не ги остават луѓето да го решат конфликтот, туку постојано ги пумпаат со оружје, а Офлет туку што објави, вчера мислам беше објавен еден разговор на еден злочинец од Виетнамската војна, Мекејн. Начинот на кој комуницира со украинската војска и како ги пумпаат со оружје за да се настане сукоп со Русија. Значи, во моментот се чувствата многу измешани, се работи за два братски наши народи. 2001 ни помогна нам русите од Украина што дојде во Македонија. Ние знаеме што е конфликт. И се надевам дека што поскоро ќе заврши војната во Украина. Тоа е најбитната работа. Најбитната работа. Ако ме прашате за кого сум во овој конфликт, за мир сум. Ја сум Џон Ленон. За жал не смеам да ја пуштам бидејќи идеме лајвстрим. Па ја пушти пред некој ден. И одма ме казни од Фейсбук, да ти кажам. Не смеам ни да ја отсвирам више. Такви се авторските права. И возбуден се работи за два братски словенски народи, наши народи од кои очекуваме. Мислам дека тоа конечно ќе преовладее, ама тоа фашизмот колку е земен у корен, ќе го видиме сега. Дали и русите се право, дали навистина има толку фашизам, или навистина бидејќи врз таа основа некако и ќе се надмине. Или ќе биде ова како србите и хрватите. Како србите и хрватите. Непремостлива разлика. Ти благодарам многу за јавувањето, ако е тоа се. Благодарам. Можеме да ја завршиме тука емисијата, уште едно јавување и тука да завршиме. Имам неколку коментари. Коментарите се движат во она, а колку е цената на бурекот? Па не знам, веќе е негдека помеѓу 60 и 80. Вела дека во аеродром може да се најде и за 50 денари. Но, бидете убедени дека бурекот ќе иде горе. Но македонецот не се секира за леп и за бурек. На македонецот му е најбитно ракијата да му е ефтина. Бидејќи македонецот ќе се опие и баш му е гајле. Така се ги решава најголемиот дел од проблемите. Се шегувам. Ние сме премногу напатен и намачен народ и затоа ние делуваме можеби на моменти и глупаво и правиме глупи потези, ама премногу сме искусиле. Стварно, глава не сме кренале во историјата. Дури и во најдобрите времења кои толку ги славиме во Тито, исто беа тешки, исто не беа совршени, исто многу се мачеа луѓето да скрпат крај со крај.
бидејќи нели стално ни вика на Југославија вика криза е сега да надминеме еве социјализмот, уште сега оваа нова трансформација, следната петолетка и се ќе биде. Па у 80-ти се ќе биде, па у 90-ти се ќе биде, па уште у НАТО да влеземе се ќе биде, па уште ова да го направиме територијална поделба, све ќе биде, па името да го смениме, све ќе биде, па Европа да биде, све ќе биде, па сега да го смениме Гоце Делчев да го даеме со бугарите и тоа, па све ќе биде. Лоѓе, знаеш, превише лажете, бе, за никаде сте. Абе, превише лажете. И после народ не ви веруе. Па не треба да ви веруе, бе. Не треба. Бил вулгарен народот, па и треба да е вулгарен. Ама немал доверба, правил колони. Па и треба да прави колони. Затоа што не чувствува дека има овдека стопан кој се грижи. Затоа што кога ќе излезете ќе му речете не се грижи народе, ќе биде се добро. Не ви верува. Може би стварно добро ќе направите, може би се трудите, ама не ви верува. Ова се децении, ова не е од вчера 10 години, ова е 50 години. И во Титово време им се викаше не се секирајте, шеќераната од Битола иде за Словенија, ама ќе ви биде подобро, ефтин, поевтин ќе биде шеќерот, што ќе го добивате. И ние добри, Македонецот добар, окей, важи, ајде ви верувам. И ви веруваше на едни, веруваше на други. И еве не сега, најмизерни од сите тие републики. Како не станавме ние Словенија? Како ние не тргнавме сега, еве, 4 колку години сме веќе во НАТО? И име сменивме, и пол сменивме, и задникот со вазелин го намачкавме. Уште што треба бе да направиме? И после народот ќе верува дека кога доаѓа криза има некој што се грижи. Па не може, премногу лаги и тоа е тоа. Последниот гледач за вечерва да даде El Grande Finale. Добро вечер. Здраво. Здраво, повелете. Знаеш што ми е муавет? Ние воведовме санкции кон Русија. Дали некој ќе ни ги компензира тие санкции? Значи, еве само доволно е кажува земјоделците пред некој ден, некаде околу 80 милиони евра изгубиле со сделки таму, не знам што. Сега, на ниво кога беше Србија бомбардирана, санкционирана, кога исто санкции правевме, ја не дознав да некој ни ги покрие тие загуби од санкциите. Само знам дека Никола Младенов имаше проблем со Бранко Церенковски од коментарот у Фокус за 2 милиарди долари што ги заработил со крчење на ембаргото кон Србија. Не знам дали се сеќа што некаде беше 97 мали, тука некаде таа година. А и друго ме интересно во врска со Европска Унија. Абе, овој Брекзитот што се случи, како да беше наврат навнос, како да беше се спремала овакво нешто сценарио да се случи, па Британија излезе од Европска Унија и сега не знам дали ќе биде добрата вила или добро зарателот на Европската Унија, кога ќе почне Европска Унија да се глави у своите, да не кажам пекали, што ќе се дави. Чудни работи се случуваат. Инаку, русофил во моментов, кој како така не да реши дали сум навивачки расположен или не, моја работа, може би не би бил русофил, да не знам, да не сум усигурен овие дупли аршини што не се случуваат нас. Пример, устање се сега у оваква ситуација во Европска Унија да примат Украина само за да направат некој матеж во врска со воената акција што ја прави Русија. Додека нас овдека имиња, презимиња, идентитети, менјање полови, не знам уште што не натера да направиме и пак абе немаат била каква добра волја, барем за едно зборче да кажа како ништо повеќе не мора да биде прием. Значи, највише поради тоа сум русофил, инаку секоја анексија врз некоја држава ја третирам како негативна, али во овој случај, знаејќи ја позадината, дека позади тоа стои Лондон и Вашингтон,
И поради тоа највише и ја поддржавам. Добро, благодарам за јавувањето и тоа е крајот со вашите јавувања, почитувани гледачи. Ја само би сакал да прочитам неколку од овие коментарите кои пристигна и ќе завршам со уште неколку објаснувања. Да видам само. Љупчо Давчевски вика, да, така е, одлично, ама не знам зашто беше. Јанко, се додека народот не преземе во своји раце и своји реквизити, ништо нема да остане од нас. Видете, во Македонија никогаш немало револуција, нема ни да се случи ни денес, ни и кога било и посериозно. Народот на улица само, Горан Ангелов, да, ама тоа нема да се случи. Некоја информација за цена на бурекот, поздрав Јанко, цената кажа веќе. Мислам дека овие книги никој не било за народот, затоа народот и ништо на народот не уништија. Народот нема пари, 30 години никој не мисли, ова се џабе се буните за цените. Колку сме отепани како народ, германска плата, да, ова го прочитав. Во Италија нафтата е 2,8 евра нафтата. Вајда предпоставувам збориш за гориво, како гориво, добро. Букстор на Магнетрон Рекетари едни. Само букстор на Магнетрон Рекетари едни. Бойкот на Мак Петрол Рекетари едни, добро. По основ на високите цени на горивата, со тој и на производите на мало, треба да се знае дека владиниот колач од малопродажбата цена на горивата се помеѓу 53 и 55%. Те молам, држи го компјутерот. Знам дека дисторзирана сликата, ама ми требаат коментарите. Те молам. Да. 53-55%, каде што во овој период на екстремно високи цени на горивата на светско ниво, владата си остварува еден дополнителен приход од повисокиот ДДВ. Кога високите цени на основицата за пресметката се многу високи, тогаш приходите од ДДВ се повисоки од предвидените на државата. Но барем на тоа ниво владата, доколку искрено размислува во интерес на граѓаните, тоа би можело да ги намали акцизите барем за еден одреден период. Искрено не разбирам зошто владата не ги намали акцизите за одредени категории на потрошувачи на горивото, како што се транспортните организации или земјоделството. Ова е добра поента. Стварно, зошто не ги ослободат од ДДВ земјоделците? Нели, тоа е најбитното во целиот ланец на покачување на цени, земјоделците да имаат, но не се. А доколку тоа го направи, ќе дојдеме до заклучок дека дел од производите ќе бидат поевтини, но за жал тоа не го прави. Вели, ги држат како заложници, не ги пуштаат ни украинските граѓани да ги напуштат градовите преку хуманитарните коридори. Токму поради цивилите, руската армија не може одлучно да удри по градовите и да ја загрози нацистичката терористичка багра. Некоја информација за цената на бурекот. Ја викам 80 денари, во хиподром 50. Нехат Мјаке, Јанко, како ти е Путин? Ја не... Нехат, како ти е, сега, кој да ти кажам? Садам Хусейн. Поздрав од Дојчланд, Наташа Николовски. Ти благодарам. Бобан Шутиновски вика, одам и јас да турам 300 денари гориво по стара цена, една се живеит. Бобан, аби иди од ВМРО-вци, кажи јас сум ВМРО-вец и ќе ти дадат 2000 денари, пошто намерно давале пари за да се прават гужви по... Тоа беше една од Твитер дебилштините која можеше да се прочита. Community Standards, не знам што има некаков проблем. Се надевам дека нема. Ете, тоа беше се за вечерва, драги мои, од вашите коментари. Она што јас имам да ви го прикажам, драги мои, се однесува повеќе на... Ало, каде е Јанко ми снема од радар. Сега ќе се вратиме. Неколку содржини. Покрај ова, драги мои, надвор од она што медиумите го прикажуваат, има пар работи кои се случуваат. Првата работа е да ви прикажам еден видеозапис од Босна и Херцеговина во моментов. Ова се силите на КФОР. Значи, големи контингенти на сили на КФОР во овој момент влегуваат во Босна и Херцеговина. Не е лажно видеото, го проверив од неколку извори. Тоа е едното видео, другото е исто така
се извинувам. Посебно ги ставив. Нема време да ги измонтирам како едно видео, нити се лайв ставени, значи нема пристап до нив, затоа што се цензурираат, нели, бидејќи не е агенцијска вест. Мојот звукот, мислам дека има коментари на луѓето, се слушаат како на босански, коментираат на микрофонот како ги фаќа. Šta ne znam, nema Sarajevo, onako da su raspoređu. Nema, evo ovo je zadnje, vidiš kod mnogo. Ima je najava kako su 5, 6, 7, Slovački, Rumunski. На некој начин мислам дека е заради некоја реторика која сега влада, не ја следам доволно добро ситуацијата. Вечерва Телеграмот ќе биде малку поактуелен. Топло ви го препорачувам Телеграм да го користите. Тоа е една апликација каја што можете да ја користите и за телефонски јавувања, испраќања пораки, но и нема цензурирање како што го има. Нешто е слично како Вибер, да речеме, можеш горниот камера. За оние кои не знаат, повеќето знаат и го користат Телеграм. Не откривам јас некоја топла вода, но за оние што не знаат, затоа што многу, например, Инфомакс во моментов е блокиран од оние факт чекерите кои се владини институции за информации кои откриваат. Еве, ја во моментов следам, ова се некои пријатели, да речеме, кои автоматски од Facebook и од мојот телефон, но еве, например, бидејќи пристапот до информации од Инфомакс е ограничен, но и ова не знам кој ме закачи, Слободен свет, каде што има информации, кои не можете да ги видите вообичаено ниту на портали, а се блокираат на Твитер и на Facebook. Така што, нели, во ова човек стварно да се запраша каде е матриксот, каде е што. Дали имам уште нешто само да проверам, да споделам со вас, се извинувам, не уште у кадар. Отворив 30.000 јазичиња, па сега што попрво. Сол Алински и така натаму. Нема. Тоа беше се за вечерва. Почитувани гледачи, благодарам за само ова да го пуштиш како последно. За сите оние кои се насекирани, не купувајте таблети јод. Она што се продава како јод е недоволно во случај на нуклеарна катаклизма. Во случај на нуклеарна катаклизма, количините на јод кои треба да ги земете, апсолутно никаде нема да се купат такви енормни количини. Може би единствено на клиника да ги добиете или воените резерви, полициски и што ти ја знам. Но во секој случај, ова е насловот кој би требало да ви се вреже. Не е крај на светот. Лека ноќ и пријатно од мене.